to be one of the members of this democracy festival it is. So you can find on the internet. I think the next one is Matilda. Next year. Oh, okay. She doesn't people doing everything to make this possible, and we will try to this group of network we have that have. Би сакала да ви посакам на сите вас. Добре дојде денеска на Фреја форумот. Јас сум Маргарита Еклунд. И јас сум председател на фондацијата Фреја форум. За мене представува чест и задоволство да ви ја представам министерката за финансии, која што ќе ни говори денеска на овој Фреја форум. Вие сте повеќе од добре дојдени на форумот и ви благодарам што дојдовте. Со нетрпение го очекуваме вашиот одговор. Почитувана господја Маргарета Еклунд од Фреја форум, господина Клотида, значи член на парламентот на Албанија, значи господинот од комисија, Европската комисија, значи господине Пелинг од Шведската Сдружение за домување, representative of It's really an honor for me to address to you today. Вистина ми представува чест затоа што особено поради три причини. Првин, постои изрика која вели дека треба да го дефинираме она што ви прави срцето да ви чука од возбуда, и мислам дека дигитализацијата е тоа. Втора работа, Шведска ми е многу драга на мене земја, и трета, затоа што ви се обраќам во парламентов за многу различна цел од обитните седници на кои што сум присутна овде. Ја видов агендата и можам да кажам дека е многу екстензивна, сеопфатна и содржи одлични теми. Вие ќе зборувате за предизвиците на дигитализацијата, како да се зголеми демократијата, користејќи дигиталните алатки, како да се надмине јазот во однос на родовата рамноправност со користење на дигитализацијата, како дигиталните иновации можат да го поддржат со одржливиот развој на планетата, а ова се само дел од темите за кои што вие ќе дискутирате во текот на овој викенд. Јас сметам и би сакала да кажам некој збор за дел од нив, и верувам дека вие сите знаете дека освен можностите кои што ги носи дигитализацијата, таа носи и големи предизвици, не само за земјите во развој, туку и за развиените земји. Сите земји дискутираат како да ги користат новите технологии, меѓутоа ние сме свесни дека тие ни носат и нови предизвици кои што може да бидат со кои што може да се соочиме само преку со вакви заеднички дискусии и напори. Јас верувам дека дигитализацијата е решение за многу проблеми, но исто така верувам и дека сите ние можеме да се справиме со сите предизвици, да ги решиме проблемите користејќи технологијата. Најпрвинот се би сакала да да зборуваме за темата за дигиталните алатки, и пред година дена некаде јас бев во САД за време на една сесија во Универзитетот Поларот, каде што имав можност да разговарам со CTO на градот на Чикаго, како тие ги користат дигиталните алатки за носење на подобри одлуки за да го унапредат владењето на правото, и како тие имаат сушност сензори за следење, и тие решаваат за тоа кои патишта ќе бидат први кои што ќе бидат конструирани. Тие ги користат податоците кои што се имплементирани во велосипедите, значи оние патишта кои што имаат најголема фреквентност, најголема посетеност од велосипедистите се првите кои што ќе бидат изградени. Ова е само еден пример за тоа како технологијата ги менува животите на сите, вклучувајќи ги и владите, и придонесувајќи им тие да носат подобри одлуки за подобрување на животот на сите наши граѓани. Втората тема за која што сакам да кажам некој збор е тоа како дигитализацијата може да помогне да се намали јазот помеѓу родовите.
Значи од страна на Јунгтат, имаме програма која што се обидуваме да ја употребиме за трансформативната моќ на жените во технологијата, затоа што тогаш всушност навистина може да се случи магијата. Неискористениот потенцијал на жените е навистина загуба за нашите економии, доколку ние не го искористиме, не го користиме секојдневно и доколку не го намалиме јазот помеѓу родовите, ние не можеме да го зголемиме економскиот раст и понатаму да го потикнуваме. Токму затоа дигитализацијата е и решение за родовата еднаквост. Најпрвин, не знаеме кој седи зад компјутерот, исто така е решение за многу други предизвици како што е корупцијата, еднаквиот пристап, еднаквите можности за сите. И јас верувам дека вие ќе имате одлични идеи овде, за да се намали јазот помеѓу родовите, исто така потребна и политичка волја, а можам да кажам дека таа постои во оваа влада, имаме политичка волја да ве слушнеме сите, да ги слушнеме вашите предлози, вашите коментари за сето она што ние можеме да ги имплементираме во однос на промените, меѓутоа исто така и да ја зголемиме свесноста за тоа. И третата тема за која што вие ќе дискутирате, јас би сакала да ја споменам, е за тоа како дигитализацијата може да ни помогне да ги решиме глобалните проблеми, како што е на пример одржливиот развој. Ние се уште се соочуваме со сиромаштија, глад и негативните ефекти од промените на планетата, а сме технолошки напреднати толку многу од друга страна и мислам дека треба да направиме подобар спој помеѓу двете. Вие знаете дека населението во Руанда има можност да користи електрична енергија како што ние користиме при пет телефони. Значи соларните панели кои што беа ставени на куќите и луѓето од Руанда кои што немаат електрична струја, всушност можат на дневна основа да ги користат нивните телефони да плаќаат струја. А од друга страна пак имаме ние седум од нас, значи сретнав една изворедна жена од Индонезија која што работи во земјоделскиот бизнис и затоа како тоа го решила проблемот со технологијата, таа всушност собира 50.000 земјоделци и затоа што во Индонезија ти имаат 16.000 архипелаги, тие ставаат баркодови на дрвата за да знаат каде точно живеат фармерите, нивните производи и тие всушност знаат колку мед било произведено од едно дрво со тоа што ќе ги користат токму овие баркодови. Ова е само еден од примерите за тоа како технологијата може навистина да решава глобални проблеми и исто така да го зголеми, да го забрза интеграцијата, затоа што дури чекаме сите улици да имаат адреси, ние ја користиме технологијата и баркодовите за да ги решиме проблемите кои што не се решени во однос на адресирањето на секаде во светот. На оваа позиција овде, затоа што јас обично сум од другата страна, седев во оваа просторија до пред 3 месеци. Јас сум многу наклонета кон дигиталната технологија, дигитализацијата и користењето на дигиталните технологии во владата секаде каде што тие може да додадат вредност, а верувам дека тоа е во сите сектори. Во текот на годишните состаноци во Вашингтон ние се согласивме дека Светската банка ќе ни помогне да со нашите напори да завршиме дигитализацијата со уште поголеми напори и ние со нетрпение го очекуваме тоа. Јас сум сигурна и сум убедена за тоа дека вие знаете дека Естонија целосно се дигитализираше. Значи смешно дека јас станав резидент во истиот ден како и папата и навистина е чудно како се тоа функционира и мислам дека сите ние можеме само да го забрзаме растот на нашата земја доколку ги примениме дигиталните технологии, дигиталните алатки во сите области од живењето. Тоа е една од целите кои што јас ќе се обидувам да ги туркам сега однатре од министерството, затоа што сум била, јас знам улогата која што сите вие ја имате и знам дека вие се залагате за промени и можам да кажам дека ние сме овде да ве слушнеме сега од другата страна кога можам да ве сослушам сите и секако да ја поттикнеме промената од внатре.
Значи во основа мојата порака за сите вас е да ги дефинирате проблемите, да зборувате за нив, дајте потенцијални проблеми за како да ги решиме овие предизвици, уживајте во овие 3 дена, навистина имате импресивна агенда и секако сакам да знаете дека ние сме тука од другата страна и тука сме да ве сослушаме. И секако да ви повикаме да ни помогнете и да го забрзаме растот на нашата земја и нормално заеднички да се справиме со сите предизвици со кои што се соочуваме. Ви посакувам одличен викенд на сите. Ви благодарам многу. Ви благодарам многу, навистина сме среќни и задоволни, не можам доволно да го истакнам тоа што сме навистина среќни што вие сте денеска со нас. Нашиот следен говорник е Јохан Пелинг, значи регионален директор од Шведскиот синдикат за домување. Исто така се надевам дека Фреја проектот ќе има многу позитивен импакт на процесот на демократизација во Европа, а особено во земјите од Западниот Балкан, затоа што сите откако започнавме во 2006 година. И исто така можеби нема да го има истото влијание во Шведска, меѓутоа сепак меѓународната работа на нашето здружение, значи ние имаме влијание во Шведска за сигурно.